Правомајскиот продолжен викенд од раните утрински часови ги наполни граничните премини за излез од државата. Освен на Богородица и Евзони, засилени гужви се можни на граничниот премин Дојран, како и на Прешево при излез од Србија. Дополнителен хаос во Грција носи најавениот 24-часовен штрајк по повод 1 мај, организиран од Поморската федерација, на кој се приклучуваат и работниците од јавниот транспорт. Дополнително во повеќе градови се најавени синдикални протести и маршеви, поради што се очекуваат застои и ограничувања, особено во Атина и Солун. Соседна Србија пак од утрина во 8 со минусни температури и снег на две од најпопуларните планински туристички дестинации – Златибор и Копаоник. За оние кои ќе останат дома, од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат. Во деновите од овој продолжен викенд ќе имаме променливо облачно, доста и посвежо време со температури кои ќе бидат под просекот за месец мај, ветровито, со повремени локални врнежи од дожд. Ќе биде доста ветровито во Штипскиот регион и во источните делови од земјава. Значи до недела ќе дува умерен, повремено и засилен ветер од северен правец, кој локално ќе надминува брзина над 60 км на час. Во сабота ќе има повремен локален дожд, додека утре и во недела не се очекуваат врнежи од дожд, променливо време со сончеви периоди, но доста посвежа. Празничните денови, според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, често носат и зголемен број сообраќајни незгоди, дел од нив со тешки последици, пошто упатуваат апел. Доследно почитување на сообраќајните правила, користење сигурносен појас, избегнување користење мобилен телефон при возење и строго избегнување управување возило под дејство на алкохол. Дополнително се препорачува возачите да ја прилагодат брзината на условите на патот и да прават редовни паузи при подолги патувања. Со удар на парламентарното звоно од страна на највозрастниот пратеник Румен Миланов од Прогресивна Бугарија, официјално беше отворена првата седница на 52-то Народно собрание на Бугарија. Во собраниската сала присуствуваа председателката Илијана Јотова, бугарскиот патриарх Даниил, службениот премиер Андреј Ѓуров и членовите на владата. Во обраќањето Миланов истакна дека време е да ја вратиме довербата на граѓаните кон Народното собрание и нагласи дека законот треба да стои над сите. Според него, довербата кон Прогресивна Бугарија, која го презема управувањето, представува голем испит и уште поголема одговорност. По неговото обраќање, пратениците положи заклетва и беа интонирани химните на Бугарија и Европската унија. Словенија влезе во нова фаза на постизборно пригрупирање откако парламентот усвои измени на законот за влада со кој идниот кабинет би имал 14 наместо досегашните 19 министерства. Гласањето веднаш се прочита како прв посериозен тест за ново парламентарно мнозинство околу десниот блок предводен од Јанез Јанша. Измените беа усвоени со 49 гласа за и 4 против. Подршка дадоа пратениците на Словенечката демократска партија СДС на Јанша, Нова Словенија, Словенечката народна партија, Фокус, Демократи и Ресница и пратениците на националните заедници. Политичкиот ефект од гласањето веќе е видлив. Партиите што ја поддржаа измената се оние од кои Јанша може да се обиде да состави владино мнозинство. Хрватската полиција уапси најмалку 3 млади лица, меѓу кои еден малолетник под сомнение дека се автори на серијата лажни дојави за бомби што изминативе 10 дена ја кренаа државата на нозе. Апсењата се извршени во Загреб и Далмација по опсежна истрага во која беше вклучена меѓународна помош. Осумничените испратиле над 220 заканувачки мејлови до училишта, градинки, трговски центри и полициски станици. Иако во пораките на инфантилен начин се представувале како радикална исламистичка келија и најавувале крвопролевање, истрагата потврди дека нема никаква врска со тероризам, туку се работи за крајно неодговорно однесување. Искршен инвентар, кукаст крст, долг нож и длабока вознемиреност е епилогот од синекешниот упад во Општинското основно училиште Ванчо Пркештип. Таму помеѓу 10:30 и 12:30 самоуверено ординирало маскирано лице. Влегол насилно откако претходно неутрализирал некој од камерите, пошто ги пуштил сите чешми, кршал поред, цртал кукасти крстови и носел долг нож. Некаде пред полнок влегува лицето од страна на физкултурната сала, таму се задржува извесно време,
Не сакам временски да дадам неточен податок, се извинувам, верувам разбирате зошто. Потоа влегува во просториите дека се училниците и дека се одвива наставата. Штетата е нанесена во делот од предметна настава во поголемиот дел од кабинетите. Штетата е материјална. Проценката се уште трае и увидот и нанесени се содржини со спреј на ѕидовите, на клупи, смарт табли, на таблите во училниците се работи за голема материјална штета. Поради овој инцидент, настава денес во училиштето не се одржа. Полицијата цели 2 часа вршеше увид, а предпазливите родители дома останаа максимално вознемирени. Крајно сме загрижени и за безбедноста на нашите деца во училиштето. Ова не е прв инцидент, бидејќи претходно на почетокот од училишната година таму се најде лице кое шеташе од училница до училница, извикувајќи Аллах Акбар. Барам итна промена на раководството на училиштето и директорот, бидејќи безбедносното ниво е никакво. Оваа реакција доаѓа и поради фактот што безбедносниот видеосистем синоќа не реагирал, иако училиштето има склучено договор со лиценцирана фирма за обезбедување. Без оглед на ова, директорот и училиштето во ниту еден момент од денешната пресконференција не ја спомена безбедноста. За него приоритет е ставањето во функција на наставните помагала. Имаме 3 дена, се надеваме дека ќе успееме до понеделник училиштето да го способиме за настава. По ваков инцидент, прашање е дали воопшто наставата може да продолжи нормално со оглед на вознемиреноста кај родителите и фактот дека ова не е прв случај. Останува во наредните 3 дена, доколку е можно, надлежните да ги уверат родителите дека нивните деца и училишниот персонал се физички безбедни. Во спротивно, Општинското основно училиште Ванчо Прке останува лесна мета и максимална грижа за сите. По ваков инцидент, прашање дали воопшто наставата може да продолжи нормално со оглед на вознемиреноста кај родителите и фактот дека ова не е прв случај. Останува во наредните 3 дена доколку е можно надлежните да ги уверат родителите дека нивните деца и училишниот персонал се физички безбедни. Во спротивно, Општинското основно училиште Ванчо Прке останува лесна мета и максимална грижа за сите. Во врска со инцидентот, реакција стигна и од СДСМ. Недозволиво е во образовна установа да влегуваат лица со ножеви, да се случува демолирање, кршење и хаос. Родителите секојдневно ги праќаат нивните деца на училиште со доверба дека се безбедни. Таа доверба денеска е сериозно нарушена. Бараме итни, конкретни и итни решенија. Физичко обезбедување во училиштето, засилено полициско присуство во и околу училиштето, контролиран влез и евиденција на сите посетители и јасна одговорност од раководството за секој безбедносен пропуст. Стои во писмената реакција на СДСМ Штип. Од СВР Штип во врска со случајот излегоа со следното соопштение. Во 6 часот и 18 минути во секторот за внатрешни работи Штип било пријавено дека во основно училиште на подрачјето на Штип едно лице насилно влегло во просторија на училиштето, при што оштетило дел од инвентарот, монитори и испишало графит со недолична содржина. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Агенцијата за обезбедување FBI од Штип денес реагираше во врска со написите за криминалниот упад кој се случи синоќа во основното општинско училиште Ванчо Прке Штип. Од Агенцијата за телевизија Стар изјавија: Немаме договор со основното општинско училиште Ванчо Прке за мониторинг, наблюдување и обезбедување. Имаме договор за реагирање од наша страна на повик. Од тука агенцијата нема никаква одговорност за настанот, бидејќи ние не добивме повик за да реагираме. На училиштето му беше понудена услуга за видео и аудио мониторинг, но иако услугата ја понудивме речиси бесплатно, таа ни беше одбиена. Напоменуваме дека и сега сме подготвени да прифатиме обезбедување за училиштето под символични услови, изјавија од Агенцијата за телевизија Стар. Лицето кое ноќеска го прескокна безбедносниот систем и направи хаос во основното училиште Ванчо Прке во Штип, остава далеку посериозна порака од онаа која надлежните во училиштето ја констатираат. Лица кои имале можност да го видат записот на видеокамерите, тврдат дека ноќниот посетител со себе имал нож, фантомка која му го штити идентитетот и намери кои никого не оставаат рамнодушен. Искршил се што може да се искрши. Ги пуштил славините со вода, цртал непристојни содржини, но и кукасти крстови, што на случајот му даваат поинаква димензија.
Според соговорници на телевизија Стар, се претпоставува дека лицето е на возраст помеѓу 30 и 35 години, но идентитетот доправа ќе се открива. Крајно алармантно е тоа што безбедносниот систем во основното училиште Ванчо Прке не профункционирал, иако училиштето има договор со Агенција за обезбедување. Натрапникот оперирал во вечерните часови од 10:30 па се до 12:30, а системот не испратил никаква порака. Училиштето во ноќните часови нема ниту физичко обезбедување, а инциденти од безбедносен карактер во него се случували и претходно. Пред 6 месеци таму успеало да влезе лице кое шетело од училница во училница, извикувајќи Аллах Акбар, а некои ученици воодушевени барале автограм. Лицето било отстрането благодарение на загрижени родители кои го следеле и го знаеле идентитетот на лицето, кое е со сериозни психички нарушувања. Родители на деца се јавуваат денес во телевизија Стар барајќи гаранција дека нивните деца се на безбедно место и дека од понеделник состојбата ќе се промени. Немаме никаква доверба во сегашното раководство на училиштето кое по овој инцидент треба да си замине на чело со директорот. Направени се безбедносни пропусти од прв степен. Ние и нашите деца се чувствуваме загрозено, објаснуваат родители. Основното училиште Ванчо Прке е лоцирано во центарот на Штип и нормално е дека ученичката безбедност мора да биде на прво место. Компании и родители нудат професионална и финансиска помош безбедноста на учениците да биде на највисоко ниво, но прашање е дали таа ќе биде прифатена и по овој случај. До понеделник има уште 3 дена. Директорот тврди дека наставните помагала ќе бидат ставени во функција, но ништо не зборува за безбедносниот аспект. Многу е веројатно дека до понеделник родителите ќе размислуваат поинаку отколку досега, бидејќи се појави информација дека пред почетокот на оваа учебна година во близина на училиштето се пронајдени неколку броја на оружје. Каков чекор ќе преземат надлежните ќе се знае во наредните денови додека училниците се празни, но досегашниот став кон овој проблем не е одржлив. Партијата на пензионери од владата бараат на најзагрозените пензионери да им исплати еднократна социјална помош. Трошоците за живот на овие пензионери се поголеми од нивните пензии и ваква помош за нив е од големо значење, објаснуваат од партијата. Тоа за пензионерите со ниски пенсии ќе многу значи, например, ево да земеме еден вид на социјален пакет, ваучери. За одредени маркети, ако им дадат ваучери, ќе бидат намалени животните трошкови, затоа што синдикалната кошница и да има двајца пензионери со минимална пензија во фамилиите не може да ги покријат трошоците од синдикалната трошоци. Пензионерите од оваа група се соочуваат со екзистенцијални предизвици, преку зголемени трошоци на храната, лековите, здравствените услуги и други издатоци. Затоа неминовно е прашањето кои се најголемите трошоци за секој пензионер. Најголемите трошоци за секој пензионер се лекарствата. А Македонија во регионот има најскапи лекови. Имаме и други работи околу осигурувањето. Добра. Каматите во банките и така натаму. Например, пензионерите плаќаат поскапо осигурување при патување во странство него другите или поскапо осигурување за возилата, а многу помалце прават саобраќајни несреќи. Од партијата на пензионери велат дека, како и секогаш досега, останува крајно посветена на креирање политики за заштита и унапредување на животниот стандард на пензионерите и сите категории на загрозени граѓани. Денес официјално започна исплатата на априлските пензии, со што над 330.000 пензионери во земјата ќе ги добијат своите редовни месечни примања. Исплатата се реализира преку повеќе деловни банки, при што први пристап до средствата имаат клиентите на Комерцијална банка, Халк банка, Тутунска банка, како и дел од останатите банкарски институции. Во Делчева денеска се одржа првиот бизнис форум под мотото "Заедно да подадеме рака на развојот", кој ги обедини компаниите, институциите и инвеститорите од Македонија и Бугарија. На форумот беа презентирани потенцијалите за развој на Делчево, економските зони, новиот ГУП и можностите за инвестиции, а се одржа и панел дискусии за локален економски развој, дигитализација и прекугранична соработка. Градоначалникот Иван Гоцевски истакна дека форумот е почеток на нови партнерства и економски можности за регионот. Денеска сме тука да го направиме тој прв чекор кон развојот, да разговараме за економијата и за иднината и за можностите што ќе ги оставиме на идните генерации. Порача Гоцевски.
На форумот се обрати и заменик министерот за економија и труд Марија Ристески, кој нагласи дека ваквите форуми се важни за поврзување на компаниите и институциите и отворање нови инвестициони иницијативи. Организирањето на ваквите бизнис форуми е одлична можност за вмрежување на компаниите и инвеститорите, но и поврзување на бизнис заедниците и институциите, што може да резултира со создавање на нови економски можности и инвестициони иницијативи. Пијанечко-Малешевскиот регион има голем потенцијал за економска и прекугранична соработка. Истакна Ристески. Во рамки на настанот беше организиран и саем на локални компании и производители, како и Б2Б средби меѓу фирми од Македонија и Бугарија. Штипскиот градоначалник Иван Јорданов денеска оствари работна средба со заменик шефот на мисијата на амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија, Никол Варанс. На средбата посебен акцент беше ставен на можностите за унапредување на економската соработка, привлекување на нови инвестиции, како и поддршка на локалниот економски развој. Се разговараше и за перспективите за продлабочување на партнерството помеѓу општина Штип и амбасадата на Соединетите Американски држави, преку заеднички проекти и иницијативи кои имаат за цел подобрување на условите за живот на граѓаните. Стои во комуникето од општината. Градоначалникот Јорданов се заблагодари за досегашната поддршка и конструктивната соработка, истакнувајќи дека вакви средби представуваат значаен чекор во градењето на стабилни и долгоречни партнерства. 3 лица од Штип се пријавени за злоупотреби поврзани со услугата лична асистенција за лица со попреченост, отколку со години прикажувале дека работат повеќе отколку што навистина извршувале. Според информациите од полицијата станува збор за лица на возраст од 50, 57 и 44 години, кои како сертифицирани асистенти биле ангажирани преку Црвениот крст и работеле со корисници од Штип, Свети Николе и Кочани. Иако не ги извршувале услугите во целост, тие редовно поднесувале извештаи со невистинити податоци за бројот на работни часови. На тој начин успевале да наплатат средства за услуги што делумно или воопшто не биле реализирани. Документацијата потоа се доставувала до надлежните институции врз основа на што се вршела исплата. Информираат од Министерството за внатрешни работи. Според истрагата, едно лице се стекнало со над 162.000 денари, при што предизвикало штета од околу 218.000 денари. Второто лице прибавило речиси 130.000 денари, со штета од околу 175.000 денари, а пак третото лице незаконски добило над 15.000 денари. Вкупната штета направена на буџетот изнесува над 415.000 денари. Против осомничените е поднесена кривична пријава, а случајот е предаден на обвинителството. Се очекува по целосно расчистување да бидат превземени понатамошни мерки, велат меѓу другото од полицијата. Снимката од Сплит за само 2 дена собра повеќе од 400.000 прегледи и стана вирална на TikTok. Причината е необичната сцена што привлече внимание кај многумина. Постара жена се вози по патот со количка, додека зад неа се создава значителен сообраќаен метеж. Утре времето претежно облачно, температурите ќе се искачат до 15 степен. Ветрот ќе дува со брзина од околу 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 40%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 15 степени, Пробиштип 13, Чишиново, Блешево и Кочани 15 степени. Виница 13, Македонска Каменица и Делчево со по 12 степени, а максималната температура во Пехчево и Берово ќе достигне до 9 степен. Православните верници утре се спомнуваат за светиот маченик Јован Новијанински. Католиците на Јосип.